Значи во е 90%, не 60%. 90%. Сега ако не се даде вода се спасе, готово е. Оде, види. Значи штетата е огромна. Затоа Ковачевски нека се занимава со нас, а не со бугарите да ги става во устав. Први нас да не види македонците како патиме, после не види ги стави во уставот. Ова е револт на земјоделецот Златко Здравковски од Светиниколското село Ерџелија, чии посеви над 70% се исушени поради немање на вода. Истиот проблем го имаат и другите земјоделци кои денеска се собраа на предупредувачки протест пред селото Мустафино. 60 до 70%. Од што? Од недостигот на вода. Да, од гледува што? Пченка. Пченка, само пченка. Да, и луцрка нешто има, нешто пипер. Сето тоа е 70% отидено. Да, отидено е, да. Да нема недостиг на вода, пуштат, сопираат, нему канало до колена вода, носеме цевки од една нива на друга. Како се сноѓате? Лошо, катастрофа невидена е. Подлого време, од 10-15 дена вода никако немаме. Имавме вода некако 2-3 дена и толку. Пченките се катастрофално у лоши услови и горат веќе. Веќе е тешко дека ќе ги повратиме. Овие неколку села, Светиниколските, од Мустафино, Ерџелија, Азибегово, Зарамзалино, Црнилиште, Лозово, до Каратманово вода уопште нема. Доколку нивниот проблем не се реши ургентно и вода низ системот за водоснабдување не протече веднаш, утре најавија блокада на патот Штив-Велес. Барање поднесеме сега до министерот за земјоделие и за директор на АД Стопанство Скопје, генералниот директор. Ако нема да дојдат со станок за утекот до утрешниот, ние да ти кажам дека ако не дојде до вечер, ако не ни ја пуштат утре имаме закажано штрайк. Па ќе блокираме некој од патиштата. Првиот човек на водостопанство Кочени, Благојчо Богатинов, денеска не беше достапен бидејќи неговиот телефон беше исклучен. Проблемот со немање вода во хидросистемот Брегалница е клучен за опстанок на посевите и во атарите на селата Горни и Долни Балвани и Крупиште, каде културите масовно се сушат. За утре, земјоделците од овие села исто така најавуваат протест.